Вести на Канал 8. Добар ден. Се уште не е позната откупната цена за килограм арпа што ја прифаќаат откупувачите од регионот. Иако минатата недела земјоделците заедно со министерот Цветков и представници од откупно-преработувачките предпријатија постигнаа согласност дека треба да се одреди минималната цена што ќе се исплаќа, одговор до сега нема. Земјоделците кои произведуваат ориз се уште се во исчекување на одговор од откупувачите за минималната цена што тие се подготвени да ја плаќаат за килограм арпа. На средбата што минатата недела се одржа во Министерството за земјоделство, тие добиле ветување дека најдосна до крајот на викендот откупно-преработувачките предпријатија ќе го соопштат својот став. Сепак и по продолжениот празничен викенд, од Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато велат дека немаат никаква информација дали конечно има приближување на ставовите за откупните цени. Во краткиот телефонски разговор рекоат дека се надеваат оти нема да бидат изиграни и состојбата нема да остане како досега. Они дека кажат цена да стартираме со откуп на оризовата арпа. Бели ориз, они како сакат нека го решават. Ние да имаме старт еднаш за секој со откуп на оризовата арпа. Па најдовме заедничи јазик сега, значи веќе и со независни синдикат, пошто и они се гледам веќе застапија веќе и они на нашите барања и сега веќе идеме, значи фактички цената да се регулира на тоа. Ја мислам дека по наше видување не би требало да биде испод 25 денари од тоа што убаров. Според Банасиев, оризопроизводителите очекуваат оти цената за арпата нема да биде под 25 денари, затоа што секоја друга за нив ќе биде понижувачка. Се надеваат дека поддршката од Министерството за земјоделство на нивното барање ќе продолжи, со оглед што и министерот Цветков се изјаснил оти производните трошоци се околу 20 денари за килограм арпа. Земјоделците не ги отфрлаат можностите од радикализација и повторно излегување на улица на протести, доколку бидат изманипулирани или пак утврдената откупна цена не се почитува. Млекарите се надеваат дека доаѓаат подобри денови за краварството по запирањето на болеста јазлеста кожа. Со најавената дополнителна финансиска подршка се очекува набавка на високомлечни грла, што би требало да ја зголеми понудата на млеко. Проблемите со болеста јазлеста кожа се надминати, иако негативниот ефект од неа ќе се чувствува уште известно време, со оглед дека ги десеткуваше стадата во источниот регион на државата. Осетното намалување на сточниот фонд влијаеше и врз опаѓањето на производството на млеко, што пак неповолно се одрази врз капацитетите за преработка и производство на млечни продукти. Сепак, кризниот период е преброден, велат преработувачите, а надеж дека состојбата може да се подобри гледаат во финансиската поддршка што се најавува од државата. Како и секаде, завршена е болеста не е присутна сега, но со проектите што ќе бидат пред нова година или на почетокот на 2017 со финансирањето 80% од државата, воопшто на државно ниво ќе отидеме на многу поголемо ниво. Затоа што ќе добиеме чиста генетика, крави со поголема млечност, а и самите кооперанти ќе бидат поедуцирани. Со најавените проекти за поддршка на сточарството, посебно на крварството, се планира за секое ново набавено грло од високомлечните раси крави, сточарите да добијат поврат на средствата во висина од 80% од набавната цена. Според Трпевски, ваквата мерка не само што ќе помогне на млечната индустрија да обезбеди суровина, туку ќе овозможи и прочистување на сточниот фонд од грлата со ниска млечност и помала отпорност на заболувања. Со набавката на крави кои даваат и до 4 пати поголеми количини млеко, со помал број грла ќе се постигне истиот ефект, а трошоците ќе бидат далеку пониски. Тоа, според управителот на Осогово Милк, би требало да помогне за поголема конкурентност на нашите млечни производи на пазарите не само во Македонија, туку и во странство. Земјотрес ги вознемири предпладнето жителите од источниот регион. Според мерењата на сеизмолозите, епицентарот бил во близина на Штипско-Карвенци, а измерената сила на потресот изнесувала 2,8 степени според Рихтеровата скала. Жителите од населените места во регионот меѓу општините Штип и Кочани предпладнето почувствуваа земјотрес што предизвика известно вознемирување. Според официјалното известување од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, потресот бил регистриран во 10 часот и 11 минути,
при што се измерени 2,8 степени според Рихтеровата макросеизмичка скала. Епицентарот на земјотресот бил во Штипското епицентрално подрачје, поточно во близина на селото Карбинци. Во соопштението од Сеизмолошката обсерваторија стои дека потресот е почувствуван во Штип и околината со интензитет меѓу 3 и 4 степени според Европската макросеизмичка скала. Со нешто послаб ефект, земјотресот го почувствуваа и жителите на нашата и општината Чешиново Облешево, посебно од населените места во близина на реката Брегалница. Според сознанијата, освен вознемиреноста од природната стихија, нема други последици. Во изминатите 2 месеци во државата се случија серија потреси, меѓу кои најсилен беше оној во Скопје на крајот на минатиот месец. Кочанската општа болница со ново раководство. Доктор Оливера Цималевик е новиот ВД директор на болницата, а доаѓа на местото на доктор Дејан Апостоловски, кој досега раководеше со здравствената установа. Доктор Оливера Цимбалевик е новиот ВД директор на општата болница Кочани. Доаѓа на местото на доктор Дејан Апостоловски, кој 4 години раководеше со установата. Доктор Оливера Цимбалевик од 2002 година работи во Кочанската болница како општ лекар, а од 2008 како доктор специјалист по анестезија и реанимација. Приоритет на доктор Цимбалевик во наредните години ќе биде доекипирање на болницата со специјалистички медицински кадар и друг технички персонал, кој што е потребен за да биде покриено населението со 24 часовна заштита, вели Цимбалевик, и додава дека приоритет ќе биде доекипирањето на оделенијата гинекологија, хирургија, анестезиологија, педиатрија и физикална. Доктор Цимбалевик додава дека и досега со старото раководство се остварени голем број вработувања во Кочанската болница, но факт е дека се уште не достигаат лекари специјалисти за целосно покривање на населението со доктори. Од голема помош се и оние лекари кои што се пратени на специјализација на педиатрија, гинекологија, анестезиологија и ОРЛ. Доктор Цимбалевик истакна дека освен на доекипираност на лекарските тимови во наредните години, ќе се залага и за обезбедување нова апаратура и медицинска опрема за потребите на пациентите во општата болница во Кочани. Фестивал Парк Пиво Фест по втор пат организираше хотелот Александар парк во Виница. Заради зголемениот интерес за следење на фестивалот, годинава истиот се одржа во 2 дена. Настапија голем број бендови и изведувачи, меѓу кои и Дани Димитровска и Теди Lion Selection од Хрватска. Хотелот Александар парк во Виница по втор пат беше организатор на фестивалот Парк Пиво Фест. Поради големиот интерес на луѓето за одржување, настанот годинава се одржа во 2 дена, петок и сабота. Програмата беше збогатена со бројни изведувачи, настап на познати бендови од државата и странство и со подршка од локалните диџеи. Целта на организирање на ваков фестивал е да се направи забава која што ќе стане традиција во градот Виница. Имате можност да слушате голем број познати музичари, бендови и изведувачи од Македонија па и од страна. Ви нудиме голем избор на разни пива, како и голем избор од македонската и јунанската вина, приложена од бројните кубари на хотел ресторан Александар парк. Важно е дека гостите се заминаа задоволни од фестивалот, а организаторите потврдија и ветија дека Парк Пиво Фест ќе стане традиција на организирање во хотелот Александар парк во Виница. Одржан последниот настан во рамки на кампањата Климата се менува од нас зависи, чија цел е да се поттикнат младите ефективно да действуваат во борбата против климатските промени и поттикнувањето на одржливиот развој на локално ниво. Во Оделчево се одржа последниот од серијата настани во рамки на кампањата Климата се менува од нас зависи, во организација на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милион Контакт Македонија. Кампањата што се одржува втора година поред посети 10 општини низ Македонија, каде што се спроведува проектот Пехчево, Виница, Маврово, Ростуше, Теарце, Богданци, Студеничани, Кривогаштани, Боговиње, Прилеп и Делчево. Преку настанот граѓаните имаа можност преку едукативни материјали, брошури и дискусии одблизу да се запознаат со климатските промени, нивните негативни ефекти врз животната средина, како и начините за нивно ублажување и адаптација кон истите преку промени во секојдневните навики на секој поединец.
Покрај централниот настан, предвидени се и дополнителни едукативни активности организирани од страна на младинците, кои што и оваа година беа дел од младинскиот летен камп за климатски промени, кој летото се одржа во Струга во рамки на истиот проект. Целта на овие активности е да се потикнат младите ефективно да действуваат во борбата против климатските промени и потикнувањето на одржливиот развој на локално ниво. Дополнително на Facebook фан страната и Instagram профилот на Милион Контакт Македонија, младите учесници се вклучија во надпреварот за најдобра фотографија, преку која ќе биде испратена главната порака на кампањата. Предизвиците од климатските промени се најголемата закана за нашата планета и иднината на новите генерации. Тие го засегаат секој поединец и затоа секој од нас треба да биде дел од решението. Преку проектот за општински стратегии за климатски промени, УСАИД им помага на македонските граѓани од 10 општини во создавањето на долгорочни локални стратегии, засновани на консензус, кои директно ги одразуваат специфичните климатски предизвици со кои се соочува нивната заедница и потребите на локалното население. Преку уникатниот метод Зелена агенда, ова се реализира со здружување на сите заинтересирани страни во процесот, вклучително и граѓаните, граѓанските организации и локалната самоуправа. Зајакнувајќи ја локалната отпорност на климатските промени, проектот го зајакнува граѓанското општество, потикнувајќи јавна свест, граѓански активизам и посветеност на луѓето на заедничка работа за прашања од заеднички интерес. Следуваат информациите од спортот. Солиден успех на џудо клубот Гладиатор 2016 од Кучани на државното првенство за пионери и млади до 23 години, што во неделата се одржа во Прилеп. Со пригодна свеченост, Кочанскиот џудо клуб ќе го одбележи и меѓународниот ден на џудото 28 октомври. 7 медали и 1/4 место освоија членовите на џудо клубот Гладиатор 2016 од Кучани на државното првенство за пионери и млади до 23 години, што во неделата се одржа во Прилеп. Тоа е голем успех и стимул за поголем труд во иднина за Кочанскиот клуб. Златниот медал го освои Христијан Павлов. Настапивме со 8 одпреварувачи, каде што освоивме 7 медали и 1/4 место, значи од 8. Тоа имаме една златна медалја, имаме 3 сребрени и 3 бронзени медали. Продолжуваме со успесите. Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016 во Кочани функционира 2 месеци, а со голем успех и освоени медали се врати и од меѓународниот џудо турнир, што минатиот месец се одржа во Прилеп. Џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани брои 25 членови, деца на возраст од 9 до 17 години. Тренинзите се одвиваат 3 пати во неделата во салата на Основното училиште Малина Попиванова во Кочани. Џудото е нов спорт во Кочани, но на ниво на држава функционира и екзистира 60 години. Тренерот Шекеровски е со искуство во џудо тренерството повеќе од 30 години. Инаку на 28 октомври ќе биде одбележан и меѓународниот ден на џудото, кој што Кочанскиот клуб ќе го одбележи со демонстрации во салата на Основното училиште Малина Попиванова в петок во 19:30 часот. Џудото е олимписки надпреварувачки спорт кој што бара ефикасност, контрола и дисциплина. Почетоците на овој спорт се поттикнати од мајсторот Ес, а на македонската џудо сцена како први мајстори се појавуваат Костадин Шекеровски, Тимчо Ѓорѓевски и Ѓорги Чатлевски. Џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани е отворен за упис на нови членови и сите заинтересирани ќе можат да се запишуваат до нова година. Во деновите од продолжениот викенд се одиграа надпреварите во првенството на третата фудбалска лига Исток, при што Осогово се врати со победа од гостувањето во Струмичко Радово. Победа и нови бодови на домашен терен забележа и екипата на Кочани во првата пинг-понгарска лига. Фудбалерите на Осогово ја продолжуваат низата од победи во првенството на третата фудбалска лига Исток, со што сериозно фатија приклучок во горниот дел на табелата. Во рамки на 9-тото коло, тие гостуваа во струмичкото село Радово на надпревар против екипата на Напредок Здравје и се вратија со победа од 1:0.
Со тоа, по 6 победи во низа, жолто-сините остануваат на второто место на табелата со освоени 21 бод, 3 помалку од првопласираната Беласица. Инаку, Кочанскиот третолигаш на гостувањето во Радово до победата дошол уште во првото полувреме со голот на Тодоров. До крајот на средбата нашите фудбалери имале уште неколку сериозни шанси за гол, што останале неискористени, иако и домашните играле цврсто и пропуштиле можност да го изедначат резултатот. Според распоредот во првенството, во следното 10-то коло Осогово е слободно. Виничка Слога 1934 пак играше на домашен терен и доживеа пораз од лидерот на табелата Беласица. Струмичани со подобра игра постигнаа 2 гола, а не примија ниту еден и ги освоија 3 бода. Пимпонгарите на Кочани и по третото коло во првенството на првата пимпонгарска лига остануваат на врвот на табелата. Како домакини, тие ја совладаа екипата на Струга со резултат 5:2 и освоија нови 2 бода, со што досега имаат максимален учинок и поволна сет разлика. Иако во минатото првенство Стружани се надпреваруваа во Суперлигата, во Кочани тие не беа достоен противник за нашите играчи и успеа да освојат само 2 поена. Победата за екипата на Кочани ја осигура Ефремов, кој совлада дури тројца своји противници, а покрај него по една победа имаа и Тодосиев и Христов. Во следното четврто коло, нашите пимпонгари гостуваат во Скопје на екипата на Рисови. Вестите на Канал 8 завршија. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.